Позитивно е линковското вклучување на нашата Вања од спортскиот центар Борис Трајковски, каде што со тамошниот директор Даниел Апостоловски ќе поразговараат малку за една тема која што е доста актуелна овој период или овие денови. Се зборува за затворањето на базенот Борис Трајковски и неговата реконструкција која што би требало да трае околу 2 години. Што ќе се случува со базенот и кои се најточните информации, утрово ќе ги добиеме во следните минути од нашата Вања. Вања, повели. И ова утро, како и секогаш, на лице место ги дознаваме деталите за една доста актуелна тема. Овој пат станува збор за реконструкцијата која што е најавена за базенот во рамките на спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски. А деталите ќе ги дознаеме во продолжение од прва рака од самиот директор Даниел Апостоловски. Добро утро и благодарам што сте дел од утринската нателма. Како што веќе споменавме, има најава за реконструкција на базенот. Кога очекувате да започне овој процес и дали пред самото отпочнување преземате некакви активности? Пред се добро утро и да ги поздравам вашите гледачи. Како што рековте, да, најавивме реконструкција, односно целосна реконструкција, која што може да кажам дека е зафат кој што се случува за прв пат по самата изградба на овој базен, односно веќе 50 години. Реконструкцијата ќе мора да ги офати сите делови на базенот, бидејќи навистина се е дотраено веќе и овој базен мора еднаш за секогаш да започне да функционира онака како што треба, бидејќи во изминатите години навистина се снаоѓале сите управители на овој базен и односно на спортскиот центар да го управуваат онака како што ги имале своите средства на располагање во моментот, меѓутоа веќе дојде крајот и навистина мора еднаш за секогаш да направиме објект кој што ќе биде пред се безбеден, а потоа и во долга употреба, односно долги години да биде употребуван. И кога поконкретно очекувате да започне ова реконструкција и колку време всушност ќе паузира работата? Па добро, ние веќе го распишавме тендерот, односно јавната набавка за спроведување на проектот, односно изработка на проект, кој што ќе ни каже колку точно ќе ни биде потребно овој базен да се реконструира. Пона кој што ние го имаме како информација, односно предпоставка од луѓето кои што се бават со објекти од ваков тип, односно реновирање и реконструкција на истите, таа реконструкција би можела да трае од 1 година до година и половина, така што се надеваме дека дури да биде година и половина, ќе се стрпиме сите ние како спортски центари и како луѓе кои што го користиме базенот тука, за конечно како што кажав да имаме еден објект кој што ќе биде репрезент на спортскиот центар. Дали веќе имате финансиската рамка што ќе опфати оваа реконструкција, се знае ли колку ќе чини зафат? Не можеме да имаме се уште точната сума, од причина што, како што реков, проектот се уште не е готов, ќе го имаме најверојатно во наредните 2 до 2,5 месеци, тогаш веќе ќе имаме и цирка некоја сума која што најверојатно ќе ни биде потребна за спроведување на проектот. Меѓутоа, она кое што сакам да го кажам е дека во однос на реконструкцијата на овој проект веќе е консултиран и премиерот на државата, кој што би рекол дека навистина покажа еден ентузијазам и голема желба да го средиме овој проект еднаш за секогаш и се надевам дека ќе немаме некои одредени пречки при спроведување на реконструкцијата. Во текот на минатото лето исто така имаше зафат на базенот во однос на кровот, па кои се сега недостатоците или проблемите што наметна потребата од едно реновирање? Па добро, тие проблеми не се наметнати сега, истите проблеми ги имавме ние минатата година. Ланската година направивме зафат кој што ќе дозволи базенот да работи уште година и половина повеќе, од причина што ни требаше период додека како што рековте обезбедиме средства, обезбедиме проект за истиот базен, така што ланската година само ги прилагодивме условите да може да функционираме сега се уште и се надевам ова лето без никаков проблем. Меѓутоа како што реков, реконструкцијата е нешто неминовно кое што мора да се случи, бидејќи како што напоменав, базенот е стар 50 на години веќе и еднаш за секогаш мора да се реновира. Вие веќе сте имале средба со пливачките клубови со цел тие пливачите да може да ги пренасочат кон други базени, па каква е според вас безбедноста во моментот и што би им порачале на родителите чии што деца се дел од овие пливачки клубови, а кај кои што можеби има загриженост за безбедноста на нивните деца за време на часовите по пливање?
Да, видете, безбедноста е навистина на, би рекол, едно завидно ниво, бидејќи на минатата година направивме зафат кој што требаше тоа да го обезбеди, поставивме мрежи кои што се заштитни со цел да не може да се случи ништо во водата. И јас би рекол дека ова е едно мое големо задоволство колку ете клубовите и дечињата да не ја сакаат таа информација. Меѓутоа, ако гледаме долгорочно, навистина во наредните децени, 3-4 децени, можеби и 5, ќе имаме базен кој што ќе нема проблеми како што имаме сега. Ви благодарам што бевте дел од утринската на телевизија Тилма. Колеги, овде го завршуваме овој разговор. Се надевам дека успеавме во доволна мера да ги пренесеме деталите поврзани со реконструкцијата која што ќе го опфати базенот во овој спортско-рекреативен центар.